Добро вечер. 20 часот централен дневник на регионалната телевизија О2. На седницата на Совет на општина Охрид бурна расправа предизвика извештајот за урбанистичките планови. Локалната самоуправа од Охрид распиша конкурс за избор на идејно архитектонско решение за изградба на градска куќа. Продолжува трендот на раст на бројот на патници што поминале на двата аеродроми во Република Македонија. Денеска е чист понеделник, започнаа великденските пости, а денеска се празнува и летник, кога според верувањата започнува летото. Продолжува проектот за децата појасно да го гледаат светот во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Лајанс клубовите од Македонија и офталмолозите. Охридските спортски клубови во Охрид се враќаат со многу награди. По дневников избор на вести од светот и спортот, останете со О2, започнува централниот дневник. Бурна расправа на советниците за урбанистичките планови, одржана 52-та седница. Денес е чист понеделник, започнаа 40-дневните великденски пости. Турските власти ги забранија Facebook и Twitter. На седницата на Советот на општина Охрид бурна расправа предизвика извештајот за урбанистичките планови. Советниците од опозицијата со обвинување дека се носат урбанистички планови кои што не се во согласност со барањата на граѓаните, на што секретарот на општината Димитар Спасевски со одговор дека досега секогаш се носеле и ќе се носат планови во корист на граѓаните. Бурна расправа на Советот на општина Охрид за предлог одлуката за усвојување на извештај за реализација на развојната програма за изработка на урбанистички планови за општина Охрид 2015-2017. Опозицијските советници со став дека урбанистичките планови кои се донесуваат не се во интерес на граѓаните, туку во интерес на бизнис поединци. Се носени во принцип се носени урбанистички планови кои што не се во интерес на граѓаните, туку само на поделни, ево да кажеме елитни структури или сегменти на граѓаните. Тоа беше причините заради кои што целокупната наша советничка група жестоко реагираше на таа програма за урбанистичко планирање и заради која што и во неколку пати и стално досега кога се носели тие програми и овие извештаи, ние секогаш сме биле против таквиот начин на донесување на програмите. Секретарот на општина Охрид Димитар Спасевски истакна дека продолжуваат со носење на урбанистички планови кои се исклучиво во интерес на граѓаните и досега се донесени повеќе од околу 34 планови. Оваа локална самоуправа има донесено повеќе од 34 урбанистички планови од периодот кога раководи со општината Охрид, а претходно во однос на урбанизацијата, ако некој нема право да зборува за урбанизација, тоа е СДСМ и нејзиното претходно раководство кое што раководеше општина Охрид, затоа што спомениците од областа на урбанизацијата секојдневно ги гледаме, а секако на контото на општина Охрид скоро и денар да не легнал од задолжителните комунали, кои што требало општина Охрид да ги прибави по однос на тие градби во Охрид. Спасевски додаде дека граѓаните позитивно се изнесуваат и во однос на динамиката на носењето на урбанистичките планови. На седницата на Советот на општина Охрид, советниците дискутираа и за извештајот за реализација на програмата за образование на локалната самоуправа. Секретарот на општина Охрид Димитар Спасевски истакна дека опозицијата од една страна непринципилно ги напаѓа реформите на владата во образованието, а од друга страна грижнички ги дочекува истите кога е во прашање решавањето на статусот на кадарот со нерегулиран работен ангажман. Предлог одлука за усвојување на извештајот за работата на секторот за образование, детска, социјална и здравствена заштита за 2015 година, точка на дневен ред на денешната седница. Советниците од опозицијата истакнаа дека локалната самоуправа малку вложува во образованието. Оваа локална власт само се подпира на тоа дека ги сервисира редовно, а тоа не сме баш сигурни дека тоа е така. Сигурно тоа ќе се види во догледно време кога ќе се види какви тие долгови ќе остават со училиштата. Димитар Спасевски, секретар на општината, истакна дека како локална самоуправа ќе треба да докажа дека има доволен број на ученици, доволен број на паралелки и стручна анализа за да може да се пристапи кон процес на трансформација.
оние работни места кои што ги исполнуваат законските норми за трансформација се веќе трансформирани без да ни сугерирате вие или без да се грижите за спроведување на тој закон, затоа што вие како СДСМ сте најголемите критичари на тој закон. А сега барате вработените да ги искористат привилегиите. Тоа е непринципиелноста за која што јас ви зборувам. Спасецки додава дека само во детската градинка 35 луѓе добија постојан работен однос и дека останатата група ќе добијат решение на 1 септември. Кога дојдовме како локална самоуправа, наследивме тендер од 38 милиони денари. 15 милиони денари што ги заштедивме и не дозволивме да одат во приватни джебови. Ги насочивме за исплата на побарувањата за нафта во училиштата, додава Спасецки. Инаку денеска се одржа 52-та седница на Советот на општина Охрид. Советниците расправаа по извештаите од работењето на секторите, одделенијата во локалната, јавните претпријатија и образовните институции. На дневен ред беа додадени уште 2 точки, од кои што едната се однесуваше за усвојување на проектот за тампонирање на рурални патишта. На седницата на Советот на општина Охрид, на чиј дневен ред беа ставени 51 точка, беше предложена и прифатена уште една точка за донесување на одлука за усвојување на проект за тампонирање на рурални патишта во Охрид, со кој проект треба да се аплицира за добивање средства од Агенцијата за рурален развој. Итност е во запазување на рокот, со оглед на тоа што во текот на минатата недела Бирото за рамномерен регионален развој објави повик за финансирање на проекти и секако како одговорна локална самоуправа користиме првата седница на Совет која што ни дава можност да донесиме таа одлука. Потоа ќе следи концепирање на проектот со кој што ќе аплицираме и секако запазување на рокот кој што е 1 април ова година. Спасецки истакна дека најважно е проектната апликација да биде позитивно оценета за да можат неколку локални рурални патишта да бидат тампонирани. Во одлуката се опширно дефинирани, значи се работи за земјоделски патишта во селата Горно и Долно Лакочере и Лесковец, но споменав дека оваа предлог одлука е поидовна основа за почеток на изработка на проект кој што треба да се направи за потребите на овој оглас и од тој аспект јас верувам дека по изработката на проектот ќе утврдиме точно должината, секако следствено на тоа колкави средства ќе бидат потребни. Инаку на 52-та седница на Советот на општина Охрид на дневен ред беа ставени над 50 на точки, од кои поголем дел се однесуваа на предлог одлуки за извештаите за работа на секторите, одделите во локалната, јавните претпријатија како и образовните институции, со оглед на тоа дека сите институции треба да поднесат завршни сметки до 15 март. Локалната самоуправа од Охрид распиша конкурс за избор на идејно архитектонско решение за изградба на градска куќа. Планираниот објект, именуван како Долни Сарај, во моментов представува непознаница ако се земе во предвид фактот дека општина Охрид досега не објавила план за изградба на ваква административна зграда. Од малкуте податоци од Бирото за јавни набавки може да се дознае дека повикот до архитектите за доставување на нивните трудови е отворен до 14 април. Изборот на најквалитетното архитектонско решение ќе го изврши жири комисија во следниот состав: Татјана Стојчевска, Филип Мојсовски, Ана Снегар, Кирил Илиевски, Горица Гавриловска и Марија Коруновска. Продолжува трендот на раст на бројот на патници што поминале на двата аеродроми во Република Македонија. Од почетокот на 2016 година, заклучно со месец февруари, во споредба со истиот период во минатата година, бројот на превезени патници се зголемил за 27,9%. Бројот на превезени патници на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле за истиот период во споредба со лани се зголемил за цели 148,4%. За цели 148,4% е зголемен бројот на превезени патници од Охридскиот аеродром во првите 2 месеци од 2016-та, во споредба со истиот период од минатата година. На аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид за периодот јануари-февруари 2016 година превезени се 7682 патници, во споредба со истиот период од 2015-та, кога биле превезени 3092 патници.
Од двата аеродрома во Република Македонија, аеродромот Александар Велики во Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид, од почетокот на 2016 година заклучно со месец февруари, превезени се вкупно 219.378 патници, што е за 27,9% поголем во споредба со истиот период од 2015 година, кога бројот на превезени патници беше 171.480 патници. На аеродромот Александар Велики во Скопје, во периодот јануари и февруари 2016 година, регистрирани се вкупно 211.696 патници, што во споредба со истиот период од минатата година, кога биле превезени 168.388 патници, се забележува зголемување од 25,7%. Согласно реализацијата на сообраќајот, најзастапени дестинации според бројот на патници за периодот јануари-февруари се Цирих со 12,2%, Истанбул со 12%, Малме со 5,6%, Базел со 5,2%, Лондон со 5,1% и Виена со 4,8%. Рекордниот број на превезени патници, како и бројот на компании кои оперираат со нови дестинации, е резултат на проектот на владата за финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај. Во тој контекст, позитивните политики за развој на воздушниот сообраќај ќе продолжуваат да се применуваат и во наредните години, со цел промовирање на нашата држава како атрактивна туристичка и бизнис дестинација. Денес е чист понеделник. Православните христијани од денеска ги започнуваат 40-дневните пости за најголемиот христијански празник Великден. Денешниот ден се смета за македонски народен празник со кој што се одбележува почетокот на летото. Понеделникот по прочка се вика чист понеделник и тогаш започнуваат великденските пости. Великденскиот пост е најстрог и најдолг, трае од прочка до Великден. Тука се 40 дена од чист понеделник до Лазарева сабота и уште страстната недела од Цветници до Великден, вкупно 48 дена. На овој ден се чисти куќата, особено се внимава садовите за храна да се измијат и испоснат од мрсното. Постот започнува денеска и како ден кој се нарекува чист понеделник, представува кај народот најтежок или најсвечен пост. Дури и децата кои им е дозволено да блажат, значи кои не треба да постат, родителите на овој ден ги поучуваат да постат за да навистина се земи учеството на тајната на воскресението. Сепак, великденскиот пост не значи само одрекување од храна. Важен е и духовниот пост. Верниците во деновите на постот треба да се воздржат од лоши мисли и дела и да се обидат да најдат духовен мир, без што постот нема смисол. За да човек може да биде подготвен да ја навистински восприема тајната на воскресението, односно да се соедини со Христа преку телото и крвта на денот на Христовото воскресение, животот на црквата и искуството поставува некои нормативи или некои предлози за тоа човекот полесно да ја свати суштината или смислата на празникот. Највистинско празнување на Пасхата, односно на Воскресението, е во црквата, преку причестувањето. Но за да дојдеме до причестувањето имаме една симфонија на служби, една подготовка за самиот ден. Со овој ден се започнува со постот, утрото и попладне се отслужуваат богослужби кои представуваат духовно школо каде што човекот постапно се запознава со тајните на Царството Божјо. Денеска се празнува и летник, кога според верувањата започнува летото. На овој ден секој што ќе влезе во куќата треба да набери и да донесе по неколку дрвца, гранки и слично. И веднаш по влегувањето да ги стави во огнот. Како прв пролетен или летен ден за летник се поврзани други обичаи и верувања, што имаат за цел да иницираат среќа, здравје и берикет во текот на целата година. Денес е летник, празник на новото лето. Големиот број обичаи и верувања поврзани со овој ден потекнуваат од предхристијанскиот период и имаат цел да обезбедат среќа и напредок за луѓето, истоката и заштита од разни несреќи. Меѓу позначајните обичаи на овој празник е правењето мартинки. Тие најчесто се прават од бел и црвен конец околу вратот или на рацете и нозете. На денешен ден сабајле старите мајки на децата обавезно му праја мартинки со бело и црвено
конче и се реде порано мински пари, дупине се редеше на тоа врчето и се реде околу вратот, се реде околу раката. И сега другиот начин не смее денес човек на овај ден не смее да се кара да се лути, ако се кара да се лути цела година. Најголем дел обичаи поврзани со овој празник се случуваат вечерта спроти празникот. Тогаш се бере кукурек и се запотнуваат куќите, плевните, шталите. Потоа посебно се запотнуваат креветите, ношвите, огништата, амбарите, леите, плугот и друго. Се верува дека потката ќе ги чува овие објекти како и луѓето и добитокот од разни болести и други несреќи. Денес треба сабајле да се соберат овие тази дренчиња и кои ќе се донесат дома, се дават по фамилијата и се блосуват поиќе квачките да ваѓаат поиќе пилиња, а и да се раѓаат поиќе дечиња. Денес е и чист понеделник, ден кога започнуваат великденските пости. На овој ден се чисти куќата, а особено се внимава садовите за храна да се измијат од мрсното. Во минатото тоа се правело со брашно или пепел и со подолго вриење. Продолжува проектот за децата појасно да го гледаат светот во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Лајонс клубовите од Македонија и офтамолозите од нашиот град. Во градинката Лихнида се вршеше очен преглед на дечињата од 3 до 6 годишна возраст со цел рано откривање на оштетувањата на видот кај децата од предучилишна возраст. Очни прегледи за сите дечиња од 3 до 6 годишна возраст во градинката Лихнида. Целта на проектот, насловен за децата појасно да го гледаат светот, е превенција и рано откривање на оштетувањата на видот кај децата од предучилишна возраст. Од досегашните прегледи, може ево денеска имавме преглед во градинката во Лихнида и од претходниот преглед во детската градинка Јасна Ристевска. Значи, 1/3 веќе од децата добија ночари, што се покажа како проектот доста добар. Со овој проект се офатени сите деца од 3 до 6 годишна возраст кои престојуваат во градинка, а прегледите се реализираат со соодветен план и распоред. Ми ги прегледаја очите. Едното уче вака. Така ми ги проведме. Денеска ми ги прегледаја очите. Ми ги прегледаја очите. Едно оче ми затворија и запорва. Ми ги прегледаја очите. Проектот е во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Лајонс клубовите од Македонија и офтамолози од нашиот град. Започна во октомври 2014 година и ќе трае до март 2017 година. Одржан 14-тиот меѓународен теквондо ИТФ турнир во Босна и Херцеговина, на кој учество зедоа и теквондистите од ХВ Ранк ИТФ од Лескоец. И покрај лошите судски одлуки, нашите надпреварувачи освоија 1 златен, 2 сребрени и 5 бронзени медали. Нашите надпреварувачи успешно не представија и повторно покажаа дека се дел од теквондо елитата. Се одржа 14-тиот поред меѓународен теквондо ИТФ турнир во Прњаво, Босна и Херцеговина, на кој учествуваат 34 клубови од 11 земји. На турнирот зеде учество и теквондо клубот ХВ Ранк ИТФ Лескоец од Охрид, предводен од Маријанчо Лазаревски и Зоран Донев. Во многу тешка конкуренција, нашите надпреварувачи и овој пат не представија успешно и не направија да се чувствуваме горди како македонци, со што покрај лошите судиски одлуки освоија 8 медали, 1 златен, 2 сребрени и 5 бронзени медали. Елена Јанеска по трет пат искачи највисоко на пиедестало, со што покажува дека е доминантна во својата категорија спаринг девојчи на 40 кг до 10 години. Антонио Јанески го освои второто место во категорија спаринг деца 10 до 14 години 45 кг. Миле Климовски во форми 5-6 куп освои сребрен медал. Одлично се представија браќата Марио Крстески и Давид Крстески, кои се бореа во категорија спаринг деца 30 кг. Марио беше пофален од многу тренери и судии поради неговата атрактивност, што ја покажа во првиот круг елиминации, а неговиот брат Давид Крстески беше пофален како многу стабилен и борец со одлична техника. Александар Јовановски, кој е кандидат да не представува на светското првенство во Италија, го освои третото место во неговата категорија 63 кг јуниори. Јане Димов освои трето место во форми за 7 и 8 куп, при што
што докажа дека е перспективен надпреварувач. Давид Вилковски освои трето место форми 5-6 куп во категорија деца 10 до 14 години. Христијан Митрески во елиминации беше оштетен во форми, додека во спаринг за малку не се избори за медал во својата категорија. Јана Спасеска, на која ова е прв надпревар, се надпреваруваше во форми и беше елиминирана уште во првиот круг. Покрај голем број судиски неправди, нашите надпреварувачи покажаа повторно дека се дел од теквондо елитата на овие простори. Вчера на стрелиштето во Штип се одржа првиот куп во гаѓање со воздушно оружје меѓународна програма, на која учество зедоа 40 на стрелци од повеќе градови во Македонија во дисциплина воздушна пушка и пиштол во јуниорска и сениорска категорија. Нашата млада јуниорка Мартина Петровска ги совлада двете потенцијални олимписки кандидатки Ана Ивановска и Нина Балабан со резултат од 387 цели кругови и со тоа покажа дека наградата најперспективен млад спортист за 2015 година на град Охрид заслужено и припадна нејзе. Незиниот стрелачки потенцијал, смиреност и посветеност на тренинзите ветува многу, па ако надлежните во Федерацијата имаат доблест да си ги надминат предрасудите и престанат да вршат обструкции на стрелците од нашиот клуб, тогаш сигурно е новиот член на репрезентацијата и учесник на престојните светски купови, велат од стрелачкиот клуб од Охрид. На третата позиција во јуниорската категорија се пласира Јана Марковска со резултат од 368 кругови, а најголемо изненадување на овој куп ни приреди и младата Мартина Кочовска, која што има само 13 години, а која што во категорија на јуниорки се пласира на четвртата позиција со одличен резултат од 363 круга. По неа на шестата позиција се пласира Стефани Евтимовска, на седмата Луана Поповски, а на последната Милеска Симеона, која што по пауза од 6 месеци повторно се враќа на стрелачкиот терен. Во категоријата на сениорки на третата позиција се пласираше Верица Гоџовска, додека пак кај јуниорите најдобро пласиран беше Васко Поповски на третата позиција, а зад него Мартин Гоџовски на четвртата позиција. Поради постојање основи на сомнение за сторени 3 казнени дела тешка кражба, полициската станица од Струга поднесе кривична пријава против 20-годишниот НС од Прењес, Република Албанија. На 20 минатиот месец пријавениот со употреба на камен го скршил стаклото од влезната врата на една фризерница лоцирана на улицата Партизанска во Струга. Тој откако извршил пребарување одзел повеќе апарати за пострижување и други предмети, со што се стекнал со противправна имотна корис од 30.000 денари. На почетокот на февруари годинава пријавениот НС со камен скршил прозор од приземето на куќа лоцирана на улицата Маршал Тито во Струга. Откако влегол во внатрешноста, извршил пребарување во собата, пошто бесправно одзел поголема количина накид Сваровски во вредност од 30.000 денари. Потоа преку прозор спална соба на западната страна од куќата успел да се спушти на кровот од гаражата и незабележан избегал. Кон крајот на јануари оваа година, НС со насилно отворање на прозоретот успел да влезе во продавница за автоделови на улицата Маркс и Енгелс во Струга. При тоа одзел пари, филтри за масло, грејачи и други предмети, со што се стекнала со противправна имотна корис од 7.500 денари. Ракометарите на Охрид ја оправдаа фаворитската улога и го совладува Борец со 30:21 во последниот меч од 15-тото коло на ракометната Суперлига. Во Дневников и минути за останатите спортски вести, синоќа во НБА лигата се изигра 5 надпревари. Поуспешни беа гостите со 4 победи. За издвојување се победите на Кливленд и Њујорк. Ракометниот клуб Охрид продолжува по зацртаниот пат кој води до второто место во регуларниот дел на Македонската Суперлига. Во првиот надпревар по подолгата пауза Охрид убедливо го совлада Борец од Велес со резултат 30:21, но иако поразот е убедлив, гостинската екипа 20 на минути рамноправно се носеше со домаќините. Дури во финишот на првото полувреме Охрид успеа да ги насочи играта и резултатот во своја полза, а потоа веќе немаше излез за гостинскиот тим.
До крајот на надпреварот Охрид стигна до својата 11-та победа во 15-те одиграни средби. Колев имаше 11 одбрани, Трајковски 6. Најефикасни беа Павлович со 7 постигнати гола и Вражалица со 6. Андоновски 3, Новаковиќ, Хогас и Кежич по 4 гола, Андоновски 3 и Трифуновски со 2 постигнати гола. Во екипата на Борец најефикасни беа Трчков со 5 и Мачавелов со 4 погодоци. Во првото пролетно коло очекувани победи извојуваа Работнички, Металург и Радовиш, а можеби единствено изненадување е гостинската победа на Тинекс Пролет во СРЦ Кале против Вардар Јуниор. Денеска во регионов превладуваше променливо облачно време. А какво време не очекува во наредните денови, ќе погледнеме од графичкиот приказ на О2 Метео. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте централното понеделнично издание на Дневникот. Останете со О2 и имајте пријатна вечер.